Од првите 4 тестови ќе го разгледаме прашањето број 6 од 4-тиот тематски тест за 9-то деление. Тест 7. Шесто прашање. Кај правилна четириаголна пирамида, позната е бочната плоштина S и апотемата H. Како ќе ја одредиш должината А на основниот раб? Одговор: А еднакво на S врз 2H. Како е дојдено до ова? Нема објаснување. Ајде да го видиме објаснувањето. Црвено, нека видиме потанко. Бочната плоштина на четириаголна, правилна четириаголна пирамида е апо H врз 2, а бидејќи има 4 такви триаголници, ќе имаме 4. Значи имаме 4А по H врз 2. Се крати со 2 и ќе остане S еднакво на 2А по H. А од тука следува А ќе биде еднакво на S врз 2H. 5 поени носи тоа прашање. Тест 2. Тест 2. Ајде да не шета по површината. Дали диагоналниот пресек на правилна пирамида може да биде рамнокръг триаголник, рамностран триаголник, правоаголен триаголник? Одговори со да или со не. По да, рамнокръг триаголник може, рамностран може, правоаголен не може. Тоа носи 6 поени. Тест 3. Запиши да за точното тврдење, а не за неточното тврдење. Секој паралелограм може да биде основа на правилна пирамида. Правилна пирамида имаме кога основата е правилен многоаголник, а подножието на висината е во центарот на многоаголникот. Правилен многоаголник не е секој паралелограм. Има пирамида што е правилна, а низината основа е што не е правилна, а низината основа е правилен многоаголник. Да, основата е правилен многоаголник, а подножието на висината не е во центарот на многоаголникот. Значи, одговорот под А е не, а под Б е да. Четврто. Тест 4. Бочните ѕидови на една четириаголна пирамида се петоаголници, четириаголници или триаголници. Бочните ѕидови на пирамида, без разлика каква е таа, се триаголници. 5 поени. Ги разгледавме сите прашања. Имаме 5 и 4 поени и 6 поени за вториот тест и 5 поени. Благодарам на вашето внимание.